Добар ден на сите. Почитуван заменик министар Николовски, почитуван директор на Агенција за млади и спорт Мојсовски, почитуван градоначалник Јакимовски, почитуван поранешен градоначалник Богоев, почитувани представници на медиумите. Денес со гордост го најавувам отворањето на култната спортска сала Наум Нумовски Борче, попозната како сала Партизан, спортската гордост на Карпошани која повторно ја заживуваме во полн сјај. Овде може да се кажат многу работи, меѓутоа и не мора, бидејќи сите може да се уверите во тоа на каков квалитетен начин оваа сала од една руина со децении денес е една од поубавите сали не само во Скопје, туку и во државата. На почетокот сакам да изразам благодарност на сите оние со чија поддршка салата доби нов модерен лик и изгледа вака како што изгледа денес. Тука би сакал да се заблагодарам пред се на градоначалникот на општина Карпош, меѓутоа и на поранешниот градоначалник на општина Карпош, кој што практично ја започна оваа идеја за реконструкција на салата, сегашниот градоначалник успешно ја заврши заедно со Агенцијата за спорт и млади. Исто така сакам да се заблагодарам и на Меѓународното здружение на граѓани Културно ехо Скопје, кои ја иницираа реконструкцијата на оваа спортска сала. Кажав веќе Агенцијата за млади и спорт, нормално Министерството за финансии, секако администрацијата во општина Карпош која ги обезбеди сите потребни услови за да може да биде извршена потребната реконструкција. Сдруженијето на спортски ветерани и Македонската спортска стрелачка федерација, да се заблагодарам и на француската амбасада во Скопје и секако на изведувачот надзорот кои што работеа и кои што во рок до крајот на 2023 година ја завршија салата, а тоа е денес, на само 2 дена пред 2024 година. Исто така благодарности до архитектите кои го осмислија современиот изглед на салата и на сите други кои што се заслужни за модерниот лик на оваа сала, која од денес ќе биде на располагање на сите љубители на спортот во Карпош и пошироко. Спортската сала Партизан беше донација на Франција по земјотесот и повеќе од 20 години представуваше руина во овој дел од нашиот главен град. Но со заеднички напори успеавме да ја реновираме во целост и нејзината надворешност, но и нејзината внатрешност. Зашто беа издвоени над 1,1 милион евра буџетски средства преку Агенцијата за млади и спорт. Новите реновирани простори на салата создаваат можности повторно тука да се спортува, да се тренира гимнастика, кошарка, одбојка, карате, стрелаштво, но да биде и место за рекреација. Дополнително содржините ќе се збогатат со довршувањето на затворениот пливачки базен, кој започна да се гради во септември годинава и кој е дел од проектот изградба на 14 пливачки базени во Република Северна Македонија и самите можете да се уверите дека работите напредуваат со посакуваниот и планираниот интензитет. Базенот ќе биде поврзан исто така и со топла врска со спортската сала, зашто исто така се издвоени финансиски средства од владата во износ од 760.000 евра, повторно преку Агенцијата за спорт и млади. Спортската сала Партизан заедно со затворениот пливачки базен ќе представуваат современ спортски комплекс, дом на спортот, место каде ќе може да се спортува и рекреира, но и место во кое со текот на времето се надевам ќе прерасне во расадник на врвни спортисти со бројни достигнувања како што некогаш излегувале од тука. Салата Партизан не е само објект, таа е символ на едно време, символ на нашето заедништво, на нашата сплотеност да градиме здраво општество за сите и оваа традиција гордо ја продолжуваме. Самото име на оваа сала го носи името на Наум Нумовски Борче, исто така говори за традицијата која што ја има оваа сала и го носи гордо името на еден од македонските великани од Втората светска војна и еден од градоначалниците на град Скопје. Преку ова и сите други инвестиции во спортот низ целата држава создаваме трајни вредности, создаваме здрави генерации кои преку спортските активности ќе ги реализираат своите визии за просперитет и напредок. Се фокусираме за развој на спортот и стимулирање на спортскиот дух кај младите, кај повозрастните, кај сите граѓани, бидејќи спортувањето е предуслов за добро здравје и квалитетен живот. Вложуваме во реализација и на голем број објекти и проекти од областа на спортот. Во последниве 5 години инвестиравме во изградба на кошаркарски игралишта, фитнес зони, градиме училишни пливачки базени во 8 општини,
Дополнително дел од буџетските средства во износ од 32,5 милиони евра, кои неодамна ги пренаменивме за општините, за проекти на локално ниво се наменети токму за реализација на проекти од областта на спортот. Пред 2 дена го пуштивме во употреба затворениот пливачки базен во Струга, кој верувам повторно ќе представува гордост на стружани. Ако за стружани најубавиот новогодишен подарок беше затворениот пливачки базен, тогаш за карпошани најубавиот новогодишен подарок е токму оваа комплетно реконструирана сала. Реконструирани се и повеќе други спортски објекти, меѓу кои спортски сали, фудбалски терени, повеќе наменски игралишта во 15 општини. Со ова сакам да кажам дека ова не се желби, не се само проекти на хартија, туку ова се реализирани проекти, реализирани сали, реализирани објекти за повеќе спортисти, за повеќе успеси, за повеќе насмејани лица на младите и повеќе за сите. Работевме напорно во изминатиот период за да обезбедиме квалитетни услуги во сите општини, во сите сфери на живењето, така и ќе продолжиме, бидејќи патот е тој само преку напорна работа ќе има видливи резултати. Сакам исто така да се заблагодарам на крај на сите кои учествуваа во овој објект, меѓутоа сакам да се заблагодарам и на пратениците кои се тука од Карпош, од градот Скопје, кои не заборавија во буџетот при планирањето на проектите кои што се важни за овој дел од државата. Исто така сакам да се заблагодарам на медиумите кои се присутни тука денес во голем број, посебно на овие представници на медиумите со кои што поминавме скоро 365 дена, 363 дена денес. Сакам да ви се заблагодарам на посветеноста и на 50 степени во лето, и еве сега на минусни температури сме заедно. Така ќе продолжиме да бидеме во јануари, така ќе продолжиме да бидеме и понатаму, и сакам на сите да ви посакам многу здравје, многу среќа, па и еден ден да се видиме на овие спортски игралишта овде и да спортуваме заедно. Ви благодарам на сите.